Договорот за дело не можеме да ти го продолжиме, бидејќи Министерството за финансии нема пари. Оваа порака по телефон пред 1 месец ја добил 41-годишниот Тодорче Стоилковски од Светиниколското село Горубинци, кој пред 2 години од страна на Министерството за одбрана бил ангажиран како помошник во кујна во штипската касарна Јане Сандански. Стоилковски од поранешниот министер Јолевски во неколку наврати добивал ветување дека ќе му се реши статусот, но 1 месец веќе е без работа и пари. Значи со овие договори јас немав ни пензиско, ни инвалидско, никакво осигурување немав. Така работа што се вика на црно. Без никакви права, како останатите вработени таму што го имат, со овој договор јас тотално бев, едноставно се чувствував понижен. Стоилковски во 2001 година работел во Словенија, но откако почнал војниот конфликт заедно со неговиот брат близнак се вратиле во Македонија, за да, како што вели, ја бранат својата земја. Учествувал во неколку поголеми акции на Арама, но лекарите му го диагностицирале поствојниот синдром. Поради тешката психичка состојба по војниот конфликт не смел да биде професионален војник и да држи пушка во рака, пошто екзистирал и се лекувал од социјалната помош. Во 2015 година повторно бил ангажиран во Министерството за одбрана како цивилно лице. Смета дека државата треба да му помогне како бранител. За 10 години ни еден проблем не се реши на бранителите. Јас не сум видел, јас сум се обратил кај нашите друженија, БДМ и сите тие за да се решават статусите на бранителите, они никако не презема мерки, не само за мене и за другите. Се обративме и во Министерството за одбрана, која во писмениот одговор го потврдуваат случајот на Стоилковски. Во моментот на примопредавањето на функцијата министер за одбрана, лицето не било во работен однос во Министерството за одбрана. Министерството ќе обрне внимание на случајот и ќе ги разгледа околностите. Стоилковски побарал помош и од Синдикатот за одбрана и безбедност, од каде што ни информираа дека веќе се запознати со случајот, а на првата средба со министерката за одбрана ќе го презентираат случајот со Стоилковски, на кого засега не му преостанува ништо друго, туку повторно да биде социјален случај.